Значи, како што кажавме, очекувавме секаков одговор од страна на владата, до сега не се случи ништо. За утре сме решени, дефинитивно заминуваме во Скопје, сабајле тргнуваме и негде околу 11 часот планираме да поставуваме шатори пред влада. Доколку има некој да не слушне во моментов, а ние бараме лично само од господин Озаев, со него ако направиме некој договор, арно, ако не, решени сме и заминуваме утре за Скопје. Доколку не ви примат? Доколку не прима, ние остануваме во Скопје и ќе се менуваме во групи, редовно ќе бидеме присутни во Скопје. Уште нешто вашите барања? Нашите барања се во најкраток можен рок решавање на сите наши проблеми во фирма во врска со заостанатите плати и придонеси, отпочнување со бруто плата и најхитно исплата на една републичка плата. Моменталната состојба во фирмава? Моменталната состојба во фирмава е статус кво. Ништо не се случува, ништо не се работи во моментов, директори нема присутни на работа и ние не знаеме што се случува понатаму. Голготава наша ќе биде бесконечна. Ние сме упорни на нашите барања до сега што ни сте запоставени едно речено 6-7 години неплатени придонеси. Тоа се одрази на база на старосната граница. Ние имаме сигнал дајане уште во прошлата година кај Анџушев. Тој ако имаше едно речено храброст, можеше да го реши случајот до сега. Тој изгледа му служи за профит ова фирма, може и тој да најде одговор за ова, само му служи како за профит. И ние луѓето од досегашната наша возраст, стасана, ние едноставно со оку време поминато на старост, ние имаме и добијано и факултет, просто речено. 7 години во оваа фирма никој не ичи да се направи, да не излези во пресред, да биде домашински работа, да ги плата придонесите. А цело време ние работиме, имаме во држава се и се што се случува. Еве 250 души не работа, зема редовно плати по 25.000. Ние редовно одиме на работа, нема за нас слух никаков. До кај треба да се обратиме, нека кажат тие самите што е вода држава.